По завршувањето на Супер Бол, Тейлор Свифт беше фотографирана на аеродром како се качува во приватен авион, додека обезбедувањето ја крие со чадори. Имено откако Канзас Сити Чифс, каде што игра низиното момче Тревис Келче, загуби од Филаделфија Иглс на големото Супер Бол финале, пеачката одлучи веднаш да го напушти Њу Орлеанс. Иако лицето не ѝ се гледало, фотограферите успеале да ги фотографираат црвените мокаскини и скинатите фармерки. Подсетуваме, Тейлор беше во приватна ложа на Супер Бол и навиваше за Келче, сепак неговиот тим притрпе пораз. Во еден момент на големото платно се појави нејзиното лице, на што публиката реагираше со гласни свирежи. Тейлор наводно само се насмеала на тоа и продолжила да го гледа надпреварот. Во близина на Тейлор беше и Машине Ган Кели, поранешното момче на Меган Фокс. Ниту Доналд Трамп не ја пропушти можноста да го искоментира присуството на Тейлор на Супер Бол финалето. Тој објави видео во кое ги испоради овациите што ги доби кога се појави на Супер Бол со свирижите што ја поздравија Тейлор Свифт. Набрзо потоа и посвети уште една објава пишувајќи: единствената која имаше полоша ноќ од Канзас Сити Чифс е Тейлор Свифт. Ја извирка од стадионот, посочувајќи дека пеачката била извиркана од неговите поддржувачи. Пеачката Мира Шкорич во една прилика ја шокираше домашната јавност кога откри дека го нашла својот поранешен вереник, германски бизнисмен, во кревет со маж. Шкорич потоа го прекина секој контакт со него, но гледката што ја видела се уште ја прогонува. Имено пеачката и 2 години постариот од неа бизнисмен од Берлин се запознале на еден прием, каде таа се појавила како специјална гостинка и брзо се заљубиле. Пеачката ненајавено се појавила во неговиот дом за да го изненади. Меѓутоа, кога влегла во неговиот стан, во кој наскоро требало да се всели, наишла на шокантна сцена. Германецот бил во кревет со помлад маж. Непеачката и се стемнила, почнала да пцуе и да вика, а нејзиниот вереник постојано повторувал дека е само добар пријател. Таа не му поверувала, го фрлила свршеничкиот прстен, ја треснала вратата и го ставила за секогаш. Утре напладне во Друштвото на писателите на Македонија ќе се одржи свеченото доделување на традиционалните годишни награди на Друштвото на писателите на Македонија за 2024 година. Добитници на наградите се Жарко Којунџиски за збирката раскази Приказничар, Иван Джепаровски за збирката песни Посвети и пофалби, Иван Антоновски за книгата за деца Бакнежи на небото, Наташа Аврамовска за збирката Есеи книжевни паметници, Гордана Јович Стојковска за романот Била едном една куќа. Овој настан со кој Друштвото на писателите ќе одбележи 78 години од своето основање ќе биде збогатен и со настапот на Добрила и Доријан Дуа. Проектот Страда бруталисима на авторите доктор Благоја Бајковски, доктор Ана Рафаиловска, магистар Невенка Манчева Аджиевска и магистар Марија Антич Николовска ќе представува Македонија на 19-тото издание на меѓународната изложба на архитектурата, која од 10 мај до 23 ноември ќе се одржува во Венеција. Организацијата е на Националната галерија на Македонија, која го предложи проектот, а со финансиска поддршка на Министерството за култура и туризам. Најголемата светска манифестација во доменот на архитектурата, Биеналето на архитектурата во Венеција, представува глобална платформа на архитектонски концепти. Несомнено, ова е најважниот архитектонски настан во светот, на тема интелигенција, природна, вештачка, колективна. Архитектите на новото време ќе ги презентираат своите современи остварувања. Македонскиот национален павилјон на годинешното Биенале на архитектурата во Венеција по 7 години повторно ќе биде сместен во еден од најпрестижните и најзначајни изложбени простори Арсенале. Ова е исклучително битен момент за сите нас, бидејќи покрај Џардини, Арсенале е епицентар на Биеналето. Оваа 2025 година покрај земјата домаќин Република Италија, таа чест ја имаат само 20 на држави
држави од светот, посочи министерот за култура и туризам Зоран Љутков.